цел глас нито еден јавно деклариран бугарин кон Македонија пред председателот на Европската... Благодарам многу, почитувани присутни, почитуван председателе Росен Плевнелиев, еднаш председател, секогаш председател, почитуван амбасадоре на Република Бугарија во нашата земја, господин Ангелов, почитуван председател на управниот одбор на Бугарскиот културен клуб, наш струмичанец, господине Лазар Младенов, почитувано раководство на Бугарскиот културен клуб, почитувани членови на самиот клуб, почитувани пријатели, дами и господа, почитувани сограѓани, почитуван бивши премиер, не може да кажам премиер, има актуелен премиер, господине Бушковски, почитуван председателе на Обединети за Македонија, господине Бошковски, почитувани општественици, овде денеска присутни. Навистина ми е драго што еве денеска сме собрани по еден ваков повод, 11 години од постоењето на Бугарскиот културен клуб. Пред неполни 2 години или еве 1,5 година позади нас, Република Северна Македонија и Република Бугарија потпишаа договор за пријателство, добрососедство и соработка и покажаа дека таму каде што има политичка волја и идеја за прогрес, отворените прашања лесно се решаваат. Република Северна Македонија и Република Бугарија направија историски чекор напред. Заедно го поставивме минатото како темел на еднината и со тоа отворивме пат за стабилност и развој за двете држави и за целиот балкански регион. Го трасиравме патот на пријателството, добрососедството и соработката помеѓу нашите две земји. Овој договор е взаемен успех, но и взаемен придонес кон политичка стабилизација и во двете држави и на целиот регион на кој што припаѓаме, на толку познатиот динамичен Балкан. Овој успех стана инспирација и модел за соработка за регионот и пошироко. Овде, пред овие луѓе можам да кажам слободно, дека немаше да постои договорот од Грција, ако не беше договорот со Бугарија, ако не беше Бојко Борисов, владата, парламентот, сите заедно, за да може мене лично, како лидер на постигањето на овој вториот договор со Грција, ме охрабри да продолжиме понатаму да градиме пријателство. Јас сум за тоа благодарен и секогаш тоа го истакнувам, заради тоа што тоа е целата вистина. Фала му на Господ што се најдоа луѓе од другата страна, се најдоа луѓе од нашата страна, да може да изградат ваков договор на пријателство. Двете држави со овој договор покажа одговорност кон своите граѓани. А од нашето пријателство и добрососедство, кое што веќе е актуелно, представува пример како долгогодишните пречки може да се претворат во мотор за соработка и поврзување на народите, за подобрување на животот на граѓаните и за севкупниот развој на двете земји, но и на вкупниот наш заеднички регион. Во договорот нема дилеми дека се работи за двете држави и двата народи. Се договоривме да се определиме заедно, да ја спречуваме недобронамерната пропаганда, доколку се појави внатре во државите, а е имало колку сакаш во минатото, заедно да бидеме против говорот на омразата и заедно да го поразиме национализмот. Тоа се на крајот и европските вредности кон кои што се стреми Република Северна Македонија, а каде што нашата пријателска Република Бугарија веќе членка и ги практикува тие вредности. Почитувани, реформски определената влада на Република Северна Македонија е безрезервно посветена на отварање на нови перспективи за развој и напредок на односите со Република Бугарија. Минатата година заеднички ги славевме и величевме светите браќа Кирил и Методи на денот посветен на нивното големо дело на 24 мај во Рим. Оваа година заеднички продолжуваме да го одбележуваме денот на раѓањето на Гоце Делчев, кој што веќе почнавме и заедно го славиме уште со почеток на денот на потпишувањето на договорот, каде што двајца премиери на двете земји се поклонија пред гробот на Гоце Делчев. Дополнително организиравме уште еден значаен настан како придонес во името на нашето пријателство. Министрите за култура на владите на двете земји ја потпишаа заедничката програма за соработка во областа на културата меѓу нашите две земји за периодот од 2018 до 2021 година, која што само по себе представува голема работа. Се надевам дека ќе имаме доволно силен капацитет и отворени умови и души да ја реализираме максимално таа трогодишна програма.
Во Скопје во јануари 2019 се одржа заеднички бизнис форум како дополнителен импулс за економската соработка, како врвен приоритет на граѓаните и на бизнис заедниците на двете земји. Оваа година треба да се одржи втората меѓувладина седница во Бугарија. Првата се одржа во мојот роден град и родниот град на господинот Младенов, Струмица, каде што навистина со една символика уште еднаш само го испрати големото пријателство помеѓу нашите две земји. Најважно од се е зголемувањето на економската соработка. Нашите граѓани тоа го очекуваат. Имаме стабилна трговска размена од над 500 милиони евра со пораст за 12% во 2018 година. Се надеваме таа трговија ќе расте и меѓусебните инвестиции ќе растат. Затоа што наша заедничка цел на двете држави е трговската размена многу брзо да стигне 1 милиарда евра. Значи скоро дупла од тоа што сега го имаме. Ве уверувам и како економист, поранешен градоначалник 12 години, еве 1,5 година или 22 месеци премиер, потенцијалот е присутен, е возможен, само треба бизнисмените да го најдат профитот внатре, водејќи се од профитот, да почнат да зголемуваат трговијата. Во двете земји тоа ќе значи пораст на бруто домашниот производ, нови работни места, извозот и самопридобивки за двете држави. Затоа и интензивно работиме и на коридорот 8. Коридорот 8, првата фаза за последните 6 месеци од 22% е зголемена имплементацијата на 44%. Значи, зголемена е самата реализација. Овие денови очекуваме да се направи избор на втората делница од самиот коридор на железничката пруга која што го поврзува Скопје со Софија, каде што е вредноста 147 милиони евра, од кои што 68 милиони евра се грант од Вестер Балкан фондот, токму кој што со ваквата поддршка направи поддршка и на договорот за пријателство помеѓу двете земји, но и ја охрабри европската перспектива на Република Северна Македонија. Драго ми е што во конкуренцијата има компании здружени и од Северна Македонија и од Бугарија кои што настапуваат заедно. Заедно, некои се во конзорциум со други компании од Европа, некои се самостојни и тоа само по себе покажува символика. Се надевам дека компетентни компании ќе го добијат овој голем тендер и веќе побаравме финансирање, тоа е обезбедено за третата фаза, која што е 420 милиони евра, каде што имаме нов грант од 60 милиони евра од ИПА од Европа, а обезбедивме 360 милиони евра кофинансирање на Европската банка за обнова и развој и Европската инвестициона банка, за да можеме некаде на средина на летото да го тендерираме веќе и третиот дел. Паралелно работиме на трите фази за што побрзо да направиме железничкото поврзување. Истовремено, знаете дека потпишавме договори, реализират конзорциум од неколку компании првата делница, паралелно и втората делница италијанска компанија реализира, експресниот пат Куманово-бугарска граница, која што исто така представува паралелна инфраструктура за наше подобро поврзување. И не застануваме тука. Работиме од двете страни, на граничниот премин Клепало, веќе отворивме иницијативи на граничниот премин кај Делчево, нашиот сектор за енергетика со бугарскиот сектор за енергетика работи на уште едно гасно поврзување помеѓу Бугарија и Република Северна Македонија во делот на Петрич и Струмица, за да има алтернативи на газ и уште не застануваме тука. Овие денови се надам многу брзо ќе го добиеме она што беше меморандум пред една година, потпишан помеѓу двете земји, а тоа е роамингот и неговото паѓање за повеќе од 50%, за да можат граѓаните уште послободно да комуницираат. Ако ви кажувам на се што работиме, веројатно ќе треба до утре сабајле да зборам, но сакав да додавам колку се искрено посветени двете наши влади, со министерствата, со граѓаните, со бизнисите, и сите заедно, отварајќи сериозни перспективи. Многу често, кога барам министер од нашата влада, за одреден состанок ми вели: председателе, јас сум во Софија, овде разменуваме искуство, Бугарија ни помага, ни дава лабораторијата во здравството да ја користиме, овој директорот за транспорт и врски работиме на новите проекти кои што не поврзуваат и слично, така да сакав искрено од душа да споделам дека пријателството носи големи бенефиции на двете страни. Отвара огромни перспективи за граѓаните на двете страни.
Пријателството секако никогаш не било поголемо и тоа пријателство постојано ќе расте и ќе се засилува. Создадовме силни инструменти за надминување на недоразбирањата и градење на трајно сојузништво. Почитувани, вредно е да се напомене дека во надминувањето на недоразбирањата и во градењето и одржувањето на трајното пријателство меѓу двете земји и организациите на граѓаните имаат своја значајна улога. Во таа насока, Сдруженијето на граѓани, Бугарски културен клуб во нашата земја има значајно место. Тоа е јасно определено и во мисијата на Сдруженијето, која има за цел неопходноста од зближување и меѓукултурна толеранција на културите на соседните држави, Република Бугарија и Република Северна Македонија. Заедничка е и взаемната заложба за создавање реални услови за искажување на културниот идентитет и реализацијата на индивидуалните права во контекст на мултикултурното општество, како ефирмација на културните вредности и културните традиции на граѓаните на Северна Македонија, кои се определуваат како бугари. Република Северна Македонија е силно посветена да гради и негова инклузивно општество во кое никој, ама баш ниту еден, нема да биде запоставен. Еднакви права и достоинствен живот за сите е единствениот пат до успешна заедничка Република Северна Македонија, дом за сите, интегрирана во Европската Унија. Впрочем, за тоа зборуваше и господинот Младенов. Затоа со право се залагаме и велиме дека разноличностите на нашето општество ги сметаме за наша предност, за наше заедничко богатство, за наша огромна предност која што ќе носи бенефит. Во концептот едно општество за сите, толеранцијата и солидарноста се нашата заедничка вредност. Граѓаните, заедниците и политичарите, кои меѓусебно си ги разбрале разликите, си ги прифатиле меѓусебно и ги оставиле на страна, за да се посветат на заеднички цели, можат да бидат носители на заедничкото едно општество за сите. Денеска ми е драго што навистина имаме човек кој што според мене, аз сум поприлично добро информиран човек, ќе биде идниот председател на Република Северна Македонија. Затоа што Стево Пендаровски како координатор за НАТО, како пратеник во тоа време беше сериозна подкрепа на градењето на нашето пријателство со Република Бугарија. Човек кој што работеше околу мене, како и многу други луѓе кои што ме охрабрија. Човек кој што верува во европските перспективи, во пријателството кое што го изградивме и на вистина кој што верува дека само така можеме да им бидеме од корис на нашите граѓани, без разлика дали сме здружени во здруженија, или водиме влади, или ќе бидеме председатели на државите, или ќе бидеме, не знам, работници, бизнисмени, или било како и да не гледате. Знам дека е човек кој што е еднаков со сите, како сите вас, кој што и денеска ни правите чест со вашето присуство, и јас знам дека токму сите вие, но верувам дека тоа може да биде дури и секој човек од двете земји, секој граѓанин кој што верува во европската иднина, кој што верува во европските вредности, кој што не сонува во минатите векови на средниот век, туку живее во реалноста на 21. век, дека можеме сите ние заедно да бидеме искрен придонес на она што сите го чувствуваме длабоко во душите, а тоа е дека пријателството, братството кое што постои меѓу нас може да донесе сериозни придобивки. Ако не на крајот на денот родители сме на деца, да им оставиме на нашите деца многу поинакво, подобро општество, кое што за жал ние не сме го имале во годините кои што ги оставаме позади нас. И затоа на крајот, денес, кога одбележуваме заеднички 11 години од постоењето на Бугарскиот културен клуб во Република Северна Македонија, сакам да ви честитам и да ви посакам уште многу лета успешна работа. Ви благодарам што дававте силен придонес за зајакнувањето на пријателството помеѓу двете земји и се надевам дека ќе продолжите да ни помагате и на нас политичарите, но и на сите граѓани, да тоа пријателство во иднина стане совршено. Заради тоа што двете страни, двете земји, двата народи тоа го заслужуваат. Ви благодарам на сите.